Собирањето со премин е постапка со која собираме два едноцифрени броеви и добиваме збир кој е поголем од 10. Во ова видео ќе ја објасниме мисловната активност преку која го вршиме ова собирање и начинот на разбирање и размислување. Нашата училница. Како пример ќе го земеме збирот на броевите 9 и 4. Збирот на овие два броеви е поголем од 10 и откако ќе ги собереме овие два едноцифрени броја, како збир треба да добиеме двоцифрен број. Најлесен начин за да го направиме тоа е сите овие единици да ги организираме во десетка и единици. Најпрво ќе ги погледнеме и споредиме броевите, за да видиме од кој број е полесно да направиме полна десетка. Секако, многу е очигледно дека е полесно од бројот 9 да направиме полна десетка, бидејќи на 9 треба да додадеме само една единица, а на 4 за да направиме полна десетка потребни ни се 6 единици. Затоа бројот 9 ќе остане онака како што е, а ќе го разложиме бројот 4 на 1 и 3, затоа што оваа една единица ќе ја додадеме на овие 9 единици и од нив ќе направиме десетка. И останува уште на десетката да ги додадеме овие 3 единици кои ни останаа од 4, за да го добиеме збирот на броевите 9 плюс 4, 13. А сега да го запишеме примерот со броевите 9 и 4. Бидејќи 9 е поблиску до полната десетка, бројот 9 останува таков каков што е, а дополнувањето до полна десетка ќе го направиме така што од 4 ќе земеме една единица, која заедно со овие 9 единици ќе формира десетка. Но кај 4 ќе ни останат уште 3 единици, бидејќи 1 плюс 3 е еднакво на 4. И сега останува само да ја собереме полната десетка, што ја добивме од броевите 9 и 1, со оние 3 единици кои ни останаа од бројот 4. Односно 10 плюс 3 е еднакво на 13. Да пресметаме уште еден пример. Нека биде тоа збирот на броевите 5 и 7. Ја повторуваме постапката од претходно. Најпрво треба да одлучиме кој од броевите ќе го дополниме до полна десетка, а кој ќе го разложуваме. Бидејќи 7 е поблиску до бројот 10, ќе го дополниме со 3 единици кои ќе ги земеме од бројот 5, за да формираме полна десетка. А додека кај 5 ќе ни останат уште 2 единици, бидејќи 2 плюс 3 е еднакво на 5. И сега останува само да ги запишеме броевите на начинот на кој што ги распределивме. Двете единици кои останаа од бројот 5 плюс целата десетка што ја добивме кога го дополнивме бројот 7 и кога ќе ги собереме овие два броеви, ќе добиеме 12. Односно, 5 плюс 7 е еднакво на 12. И да пресметаме уште еден пример.
во кои двата собироци се еднакви. Да ги собереме броевите 8 плюс 8. И бидејќи тука не е важно кој број ќе го дополниме до полна десетка, ќе одиме по ред. За да го дополниме првиот собирок до полна десетка, од вториот собирок одземаме 2 единици, кои ќе ги додадеме на првиот собирок, односно на бројот 8, за да добиеме полна десетка. А кај 8 ќе ни останат уште 6 единици, бидејќи 2 плюс 6 еднакво на 8. И сега останува само да ја запишеме полната десетка и на неа да ги додадеме овие 6 единици кои ни останаа од бројот 8. 10 плюс 6 е еднакво на 16. Или 8 плюс 8 е еднакво на 16. Секако, за подобро да го разбереме, собирањето со премин и полесно да пресметуваме, добро е да ги автоматизираме знаењата од собирање до 10 и секако паровите од едноцифрени броеви кои прават збир 10.